Праисторискиот локалитет Врбјанска чука кај Прилеп, кој што потекнува од неолитот, односно младото камено време, е стар околу 8000 години и веќе 9 години поред продолжува да ги фасцинира научниците и да дава сосема нова слика за тоа како функционирале луѓето во овој временски период. Станува збор за неолитско село каде е пронајдена комплексна архитектура на куќите. До сега имаме откриено можеби 4-5 куќи во поголем дел и сите тие имаат различни печки, различни сандаци за чување и за обработка на житото, амбари и сите се различно организирани. Нема ниту една куќа што има идентичен распоред на овие предмети, што е многу интересно бидејќи ние за неолитот имаме идеја дека сите живеат слично, исто, идентични организацијски форми, меѓутоа Врбјанска чука како никогаш до сега потврдува дека секоја фамилија или секоја заедница што живее во куќата различно се организирала таа куќа и прилично инвестирале во изработката на овие елементи од покуќнината. Исто така во Врбјанска чука се произведуваат и доста земјоделски производи, како што се житарките. Заедно со локалитетот Влахо кај Битола, се едни од најстарите вакви населби во Европа и едни од првите што започнале со организирано земјоделско производство на овој континент. Меѓутоа имаме во Пелагонија, во висинските делови, и друг локалитет, тоа е локалитетот Влахо, кој уште постар, тоа е 400 години постар од останатите, што е големо изненадување и кога ние тоа го откривме пред неколку години, навистина бевме изненадени кога го представуваме низ различни предавања, конференции низ светот. Луѓето навистина се стаписани од таа стара бројка која е многу блиска на неколку други локалитети кои се откриени во грчка дел на Македонија, каде што исто има локалитети околу 6400-6500 години пред новата ера, така да Влахо е еден од неколкуте локалитети, мислам дека се вкупно 4 на број, кои имаат толку стари дати за почетокот на неолитот, се едни од најстарите неолитски локалитети во Европа. Овие локалитети на Пелагонија и даваат една сосема нова перспектива, која што допрва треба да се истражува и да се докаже како точно изгледал животот на овие простори пред повеќе од 8 милениуми.